Ја вака отворено се заблагодарувам на министрот кој што прави ваква ексклузивна, може да кажам, посета на нашиот град. Во однос на вашето прашање, може да кажам дека ние дефинитивно сите барања ги разгледуваме интензивно во Комисијата за инфективни болести. И тоа во ниеден случај не е пропуштено да не се разгледа некое барање, а особено е барањето за, може да кажам, свадбарските ресторани. И мислам дека е многу јасно целата ситуација. Ние може да контролираме со мерки сите угостителски објекти, меѓутоа свадбарските протоколи не може да ги воведуваме ради самиот акт на свадба кој што многу тешко се контролира. И во тој контекст во ниеден случај не може да бидеме скромни како влада на Република Македонија дека сите тие се компензираат во однос на трошоците и во однос на тоа што се оштетени, може да кажам на некој начин обештетени. Не знам дали е тој конкретен збор, меѓутоа пошто не сум економиста и не можам тоа да го кажам, али од здравствен аспект ние го ставаме као влада на Република Македонија здравието пред све. И сакаме со тоа, ја денеска поставив прашање не некој од шефовите на вакви свадбарски ресторани, дали вие би се осетиле мир у душата и спокојни кога ќе излезете од една свадба во 12 часот вечер, после 300 луѓе кои што се гушкале и се развеселиле. Ја не би се осетил мирен после таков настан. Искрено ви кажам, и ја ќе стојам се додека не се подобрува епидемиолошката состојба во Република Македонија, ја стојам на мислењето на комисијата дека треба да не се отварат овие свадбарски ресторани. Иако барањето е многу коректно, затоа што тие фактички едини приход на тие бизниси им се свадбите.